Помошта за пензионерите е символична и недоволна. Поддршката не ја покрива ниту стапката на инфлација од 18,7%, реагира поранешниот председател на Сдруженијата на пензионери Драги Аргировски на мерките кои ги опфаќаат пензионерите. Вели поддршката која се движи од 750 до 1500 денари месечно едва е доволна за едно одење во продавница, а камоли да се подмират зголемените трошоци за лекови, комунали и превоз. Аргировски смета дека владата не треба да се обидува да добие политички поени со оваа помош, бидејќи таа била минимална и ќе трае едва 4 месеци, што не е ниту до крајот на грејната сезона кога трошоците за грејење се најголеми. Потенцира дека оние со пензии над 14.000 денари нема да добијат ништо, а трошоците за живот биле зголемени подеднакво за сите. Смета дека требало барем 3.000 денари покачување да добијат пензионерите со примања до 18.000 денари. Да се дадеше да каже 3.000, да се кажеше, да се дадеше на тие со најниски пензии до 18.100 најниски пензии. Да каже по 2.000 се даде на тие до 30.000 и да над тие што имат до од 30 до 40.000 денари. Со помош за енормно зголемените трошоци за пензионерите не треба да излезе само владата, туку и Сдруженијата на пензионери и општините. При тоа побара таа помош да не биде селективна и по партиски клуч, туку таа да ја добијат сите бидејќи им е најпотребна. Да помагаат повеќе и во таа помош да не гледаат наши и ваши, да гледаат за сите еднакво. Разбирате, да не биде тоа популизам само за членови на едната партија или на другата. Кога се прави сега помош, па и кога се прави посебно и таа помош од Сдруженијата и од локалните самоуправи, треба да биде за сите граѓани подеднакво што се загрозени за остојување, да имат достоинствен живот и во ова голема скапотија. Аргировски реагира дека и претходното покачување на пензиите од 6,8% било неправедно кон најголем дел од пензионерите. Бидејќи е изразено во проценти, а не во фиксен износ, најголемо зголемување добиле пензионерите со највисоки примања, а најмалку токму најсиромашните пензионери. Во неделата премиерот Ковачевски го презентираше 350 милиони евра вредниот пакет помош за граѓаните. Тој меѓу другото вклучува директна финансиска поддршка од 1500 денари месечно, односно вкупно 6000 денари во наредните 4 месеци за речиси 92.000 пензионери кои сега земаат до 11.525 денари. 750 денари месечно или вкупно 3.000 денари за 4 месеци ќе има за 66.000 пензионери со примања од 11.525 до 14.000 денари. Овие мерки треба да го поминат собранискиот филтер, а исплатата на првите зголемени ноемвриски пензии се очекува во декември или најрано во последната недела од ноември, кога најголем дел од банките ги ставаат парите на сметките на пензионерите.